Во гаража продолжуваме со репарација на мотор на автомобил со бензински погон. Ги набивме сега клиповите, пак повторно на хилзните промачкуваме мастенце и одиме со монтажа на полутките. Тие се овие. Овие полутки не смееме да ги сгрешиме, тие се одговарат само на таја клипњача што е однезе, значи си има собственици. Не може да ги мешаме една со друга. Сега ќе освртиме блокот. Ај свртете го мајстори блокот. Еве го, добивме значи една целина, повели мајсторе. Дај да го осигураме тука на овој дел моторот. Така. Може сега тука да го прицврстиш. Значи, оваа полутка мора да се биде од таја клипњача, не смееме да ги мешаме. Значи, кога го растуравне, го растураш, ја растураш клипњачата од моторот и обавезно ја заштрафуваш за истата. Или па, да речиме, ги обележваме. Сега на некои типови на мотори, на самите полутки има ознака напишано, значи кирнирани, така речено. Значи прв чекор 16 Нм, втор 32. 16 со 32. Да. Добро. Сега 12-ката да ја најдеме. Вона е веќе стега само. Не, дали го бери со големиот патент? Не. Добро. Со малото првен ќе Да, стегнеш? на 16 еднаш со малото, па после со големиот клуч ќе престегнеме. Добро. Бидејќи овој 20 Нм не можеме 32 да стегнеме. Може. А во меѓувреме барете за ова продолжетак. Ајде уште една шасовера подмачка. Со пумпицата. Ќе ги стегнеме 2 со 2 тука. Сега, значи, ќе одиме прва фаза на стегање. Значи, на полутките од клипњачите. Прва фаза за стегање се 16 Да го ротираме малку, чекај. нјутни метри. Еп. Зошто? Да. Нема потреба. Сега одиме исти овие да ги кренеме, има простор тука за стегање. Honda измислила нешто. Значи стегаме, пак повторно, пробваме, уште еднаш, добро. Сега втора етапа, еве е 12-ката. Да, ама сега веќе сме нова да ги дотераме ските и веќе со ацетонски да ги обележиме, можеме. Така. Дај ми го тој дел, Продолжете цел. ова е окей и дај ми големиот момент, ете го. Да го штеловаме, да ги завршиме со клипњачите, одиме на лежачите и одиме после тоа со деклат. Ова е окей. Колку њутни треба? 32.
Значи кацнувањето означува колку њутни стегаме. Добро, врти сега втори и трети да дојде од таа страна. Ајде уште малце, добро. Изротирај. Во стегањето, со момент клучот, не смееме да запираме на интервали, значи мора да стегаме равномерно. Ова е готово. Сега кажи ми втората етапа на лагерите. Само момент. Мајстораце, можеш ти да завртиш 73 ньютон метри. 2-3 круга сега на 2-3 ротирања. 70 И 3. Значи, при секое стегање го проверваме ги проверваме сите елементи дали функционираат секако што треба. Ова е окей, ова беше тука горе 14. 14. Добро, го имам и од ова. Шеднаш 73. 73. Да проверам овде, добро. Така го фиксираме и одиме сега повторно поволно заматасено. Така. Така. Значи, ова е стегањето на лежечите лагери. Уште еднаш ги проверваме. Сега ќе те замолам ацетонски да имаме да веќе обележиме. Зошто велам јас, при секое стегање да не дојде до буниво, дали имаме тестиран. Значи, ова веќе ни е тестиран, овај ни е тестиран, овај ни е тестиран, овај ни е тестиран, овај тестиран, овај тестиран. Вака кога ги обележваме, нема да ни дојде до буниво дека имаме проблем нестегнато, дека имаме стегање во етапи. Кога ќе завршиме со последната етапа, јас пожелувам, значи на овие битни елементи да се обележва со некое моливче, маркерче, за да не дојдеме до повторно буниво, стегнав, не стегнав, па затворив картер и да провериме. Лесно врти, добро, во ред. Сега го вртиме обратно. Не. Супер. Супер.
Сега планираме маслената пумпа да ја ставиме. Ќе одиме со некои поспецијални диктовања. Кај што одиме со диктовање, кај што има масло, јас практикувам да се избриши првим со нитро или со бензин, ама пожелно е со нитро да ни брзо суши. Од таа мрснотија дека фаќаме, шприцаме со масленце, сега пожелно да се избриши со нитро, се нанесува целиконот, диктонот и се заштрафува. Сега припремаме да стегаме декла. Од блоко мораме да ги површината што се затега со диктон, декла, мораме да го измачкаме со масленце. Може да го дојсиш диктонот и напомена кога се става декла во рамна положба сите 4 клипови, од причина што ако биде еден кренат, не знаеме на кој ред на палење, значи сега да не бараме точки на палење, таму да го местиме, ги местиме во рамна површина, да не свиткаме вентили. Значи долго мачкаме, горе мачкаме, да има масленце, да нема триење, кога ќе затегнува, да си се залепи диктоно наидеално колку што може. Ова е во ред. Да се крени вака, јас да ја пребришам со масло, можеш да ја држиш. Ги бришиме масленце ново. Гледаме нешто да нема залепено, дека ова е последно пребришвање. Може сега од таа страна ти да фатиш. Одиме. И одиме првин со штифните, има пошироки штифни, на штифните го годиме, за да налегни. Веќе има налегнување, сега одиме исто со штрафовите, ајде да ќе овде да ги обезбеди со масленце, а ти пумпата може да ја, ако е избришена, ние ќе ги прицврстиме штрафоите, да ја наместиш маслената пумпа. Значи исто овде веќе е спремено, нови симеринзи со смер. Сега, што значи смер? Механичарите знаат на кој смер врти моторот, да го враќа назад доколку има некоја капка на масло. Овие рецки внатрешно го означуваат смерот. Можете да заприметите овде што се тие рецки и се вика симеринг со смер. Сега ново и не гледам некоја стрелка, претежно, има, еве ги тука. Стрелка, значи како се движи радилицата и на тој дел се линивчината. Во случај на истекување некоја капка, да речеме овде не може големо истекување да направи, малце за да ја врати назад сепак во моторот. Овде можете да видите сега, значи со лепак се мачка. Ова е маслена пумпа, кој влечи од картерот масло и разносва масленце према цел мотор, значи подмачкува, влегва во радилица, од радилица преку канали, значи оди во лежачи, во летачи, крева горен дел према декла
оди во плацкалици, исто и во ветекот сега што правевме муавет, како функционира. Значи таа работа е брка подмачкувањето, ова е таа маслена пумпа на моторот. Значи секој четворотактен мотор има маслена пумпа за да го подмачкува моторот, да не дојде до прегревање и заривање на деловите во моторот. Сега ние гледаме да го изчистиме, да го затегнеме колку што може идеално. Штрафовите можеш да ми ги поддеш. Тие се иста големина, така? Да. Чекај, иста се скроз, така? Можеме сега да ги заштрафуваме. Број 14? Да. Сега овие само ги прилепуваме. Значи, како што напоменав претходно, задолжително на навојот, значи добро изчистен и сперен мотор, може да добие на резултат на добро работење, квалитетно и подолг век на моторот што го работиме. Значи не само да забришиме и да вратиме елементи, туку да, можете да заприметите, да речеме едно високо ниво на берење на мотор. Можам да се пофалам, тука со помош на мајсторот. Значи, припремата е многу битна за вакво работење на мотор и припремање. Кога ќе припремиш моторот, после тој склопот оди многу по-безбедно и побрзо, за разлика од колку може сега кога ќе зборнам нешто непријатно, како поголем број на мајстори, ќе го забришат само со бришка и стегај, ќе вели терај супер. Затоа ги правиме овие емисии ние, за да се знае како треба да изгледа едно поправање на моторно возило. Значи првин се прилепуваат рачно Дека вика во два чекори, штрафовите. 30, вториот 73. Се прилепуваат рачно и одиме со килажниот клуч 30 минути. 30, штеловаме 30 нјутни. Кај AC11 треба маслената пумпа. 11, значи со Со малото малиот. килажно. Сега овде Паки. одиме накрсно стегнување. Викич, ела сега да задржиш на моторот, да не ни се ниша, малце, придржи. Прстот. Уште еднаш проверуваме. Едно по едно, да видиме дали се со иста килажа.
Сега со ова равномерно, значи одиме од средина, десно и лево, значи фактички стега диктонот и го распоредува тежински фактички, го разлиува со блокот и деклата. Сега одиме по 10 на минути, причекување, одиме да стегниме втора етапа. Значи, овие се тие централни штрафови што ја држат деклата и многу битен елемент од причина тука е најголемата компресија и жештина во тој дел на моторот. Сега да завртиме обратно. Овој дел тука сега што ќе го мести мајстор Аце. И усисниот дел што зема од картер, значи влегва од картер во маслена пумпа, па како што реков, го распоредва преку сите механизми што се потребни да ги подмачкува во мотор. Сега одиме со втората етапа на стегање. 73 њутни. Ајде, мојстарчина ќе придржите. Како што напоменав, мораме да одиме накрсно. И во стегањето, значи уште еднаш напомена, не смееме да застанеме со клучот. Стегање течно, не многу да се брзаме. Одиме уште еднаш да ги провериме. О случај некој да нема попуштено, разлабаено. Ете така. Значи, ова е последната етапа за стегање на деклата. И сега, што треба да направиме после ова? Овде имаме, можеме да видиме, значи овде имаме со штелување вентили, тие се со клацкалици. Значи имаме повеќе врсти на типови на штелување, значи овие се со клацкалици, се штелуваат со шпиони, значи се одвртва штрафчето. Треба сега да наместиме ребраскај, водна пумпа и еднаш да поработи моторот. Значи препорака моја кај овие мотори кога ќе се бери, не е одма да се комплетира и да се запали да се вози. Значи негде определено време да поработи вместо 20 минути пола сат и да се проверат уште еднаш вентилите, на топла кола уште еднаш да се проверат, дека новиот мотор нема степенасто стегање. После пола сат работење на моторот во место секако, не под голема туража, се остава да излади негде пола сат и се проверва уште еднаш со истите степени на 73 нјутни метри, се престегнува деклата, се проверваат уште еднаш вентилите и се затвора капачката.
Сега, доколку имаме можност тоа да го видиме, тоа зависи и временски услови, и време, и се. Ние одиме со работа сега, значи да видиме како оди со диктоно од озгора. Значи диктоно и усисната грана да ги напасираме. Сега да видиме преми како лежи. Ете така. Значи од тука свисува воздух, на другиот дел е издувот. Значи ќе пребришиме тука, ќе стегниме. Мислам дека ќе има и прилика за да го слушниме гласот во оваа емисија како ќе функционира овој мотор. Значи можеш капачката да ставиш. Значи ода тука гумички. Ете така. Еве го. Значи сега знаеме дури дека е Honda мотор. Може да видат гледачите. За крај на оваа емисија еден совет. Користете ја рачната сопирачка почесто кога го паркирате вашиот автомобил. Го намалува притисокот врз трансмисионите делови од автомобилот и со тоа го зголемува нивниот животен век.